Мислите дека треба председателот Иванов да му го даде мандатот? Никола Груевски на кого? Тој е победник на избори и што? Јас ќе го сакам додека сум жив, а за другите не знам. Како што кажува, треба да се даде на СДС, која е најбројна партија. На кого да даде, овде нема ништо. Овде не се работи како што треба. На кого мислите дека треба Иванов да му го даде мандатот? Па не вада на губитниците. Види, ова се ујдурми и сега се знае, тие што победили, тие треба да си прават глава. Дуи се победници и ВМРО ДПМ, тие треба да прават глава, нема што па ги да зборува. Па на кого мислам, на тој што може да собере минимум 61 пратеник на тој. Треба да се изјасни, да потпише. Па мислам дека побрзо ќе ги направи сите тројца. Сите партии. Сам не верувам некој дека може да направи. Па председател Иванов е партиски човек, затоа на никој не да не дава. Нека на сите партии нека не е бува. Отој само за нив навија и више сите го знаат тоа више. Да не се лажеме, мислам. Тоа повеќе не сакам да коментирам. Не знам. Не знам. Бајца, лоши баре на подобриот, нека му се даде. На ВМРО. Мислам, ако не може Груевски да формира влада, ќе треба друг некој од партијата од ВМРО да му се даде мандат. Ако не, Иванов нека дава оставка, нема кој да го земе. Мандатот понатаму до следните избори. Сада имаме предвремени парламентарни избори. Ја бих постапил, да ви кажам, наједноставно и најпростена логика. Тоа е по моje мислење. Тоа моje мислење, не би сакала да се огрешам према друг. Би го дал мандатот на собранието, а собранието да изгласа 61 пратеник, кој има повеќе од тие партиите, него би ми го дал гласот, бидејќи тоа собрание, тие се луѓе што ние сме ги изгласале. Мислам дека тие се компетентни и одговорни за на кој ќе биде партија. Доколку се согласат, ако не се согласат, се знае. Нови избори. Се знае на ВМРО. Победија на избори. Не се работи на кого треба да му го даде, него тачно треба да се интерпретира, да се примени член 90 од Уставот на Македонија. Јасно, децидно кажано, облигаторно се обврзуваат председателот да му го даде на онаа партија која што може да обезбеди мнозинство во парламентот, најмалку 61 пратеник.